Корона мерки по принципот пупу не важи. Надлежните повторно се пишманија. Откако пред нецела седмица без најава и преку ноќ одлучија целосно да ги укинат рестриктивните мерки, денеска повторно најавуваат можно воведување на полицискиот час. Грешка во проценките очигледно има, но каде е направена? При тоа за дополнителни рестриктивни мерки се сметаат ограничување на движењето во смисло на карантин за одредени делови, каде што има поголем број на диагностицирани пациенти. Министерот Филипче се правда. Комисијата направила анализа за да предложи укинување на мерките, но граѓаните, вели, биле недисциплинирани. Полицискиот час се укина врз основа на анализата, проценката на состојбата во врска со новодиагностицираните на пациенти, меѓутоа и врз основа на време траењето на истиот и тоа што беше очекување во однос на ефектот. Добар дел од сите сега новодиагностицирани пациенти се практично луѓе кои што имале комуникација и кои што биле заразени трансмисија на вирусот имало кога имаше ограничување на движењето. Последните одлуки на Комисијата за нов полициски час го револтираа докторот по општа медицина Ненад Лазаров. Тој преку социјалните мрежи побара оставки. Нов состав на Комисијата за заразни болести веднаш, составена од фелата, а не од владата. Сепак дилемата и натаму останува. Дали неочекуваното олеснување на мерките беше тактичка стратегија на власта за да се покаже оти земјава се враќа во така наречена нова нормалност, зад која се крие желбата на СДСМ за брзи избори. Од друга страна, експертите со месеци предупредуваа дека во борбата со коронавирусот неопходен е колективен имунитет. Во телефонски разговор за Алфа, доктор Вело Марковски вели дека пикот или се случува сега или допрва ќе дојде. Тој уште од почеток на кризата советуваше оти колективен имунитет не се прави под рестрикции и дека на тој начин на земјава ќе бидат потребни 2 до 3 години за да го стави вирусот под контрола, период во кој би следеле и големи економски штети. И микробиологот доктор Никола Пановски алармираше дека наглото укинување на мерките било избрзано, но и тој смета дека создавањето на колективен имунитет мора да биде под строги протоколи, држење на физичка дистанца, заштита и изолација на старите и болни лица, со цел помладите први да се заразат за да се имунизираат по природен пат.